Добро вечер од студиото на Скок. Еве не со уште една нова тема, со уште едно актуелно случување од спортот. Овој пат зборуваме за тоа како заигра Пендракот во Битола на ракометниот надпревар помеѓу Еврофарм Пелистер и Вардар. Ниту е прв пат, ниту е последен пат да се случуваат вакви немили настани помеѓу навивачите од едната, другата, третата или не знам која страна, но може ли македонскиот спорт без ова? Може ли Драгутов македонскиот спорт без ова? За жал, очигледно е ова што нашата аналитика го вели, ова што го имаме пред себе и ова на кое сме биле сведоци во минатото, и не само на поврзано со Битола, има вакви многу слични случаи, малце ќе ги експлоатираме и анализираме низ емисијата. Меѓутоа, мислам дека наша вечерашна поента е да покажеме и да прикажеме дека ова не е ништо ново. Дај Боже, добро кажа ти Пендракот во Битола да биде последен, меѓутоа, еве ја не сум многу оптимист дека ќе биде така. Зошто го велам ова? Со искуството кое го имаме двајцата, известувајќи од ракометни, кошаркарски надпревари, претежно фудбалски надпревари, еве една историографија се навраќаме во далечната 1992 година. Исто надпревар Пелистер Вардар? Пелистер Вардар, меѓутоа зборуваме за фудбал во единствената југословенска прва лига, редуцирана без Хрватска и Словенија, ова за помладите за да бидат во тек. Играат во таа редуцирана југословенска лига на 8 март Пелистер и Вардар во Битола. Ова е вестникот Скок, извештај од надпреварот. Ова е насловната страница. Ја имаме и тука во студиото. Која покажува како е. Што се случи тогаш конкретно? Малку е различно од овој пат, затоа што овој пат навивачите на Вардар не успеа да влезат, уште пред да влезат за игра Пендракот на стадионот. Овдека веќе тече надпревар. Овде Пендракот играше исто така, да не речем уште пред надпреварот. Ако добро се сеќавам, полн стадион, имаше еден тежок инцидент на самиот терен, доле по трибините, еден вистински пекол, без сведок на тој надпревар, не сакам да се подсетувам, и не ми е идејата да ги евоцирам овие грди спомени. Сакам да подсетам на еден наслов кој можеби најдобро ја отсликува ситуацијата 1992 година, пред 32 години, ситуацијата 2024 година. Зборуваме за еден мини коментар на Живко Павлов, еден новинар, сатиричар, една личност со свој авторитет во НИП Нова Македонија, кој се јавуваше со свој пишување од еден поинаков агол, без да анализираме. Навивачко камено доба. Еве вака да го покажеме на камерата и ќе го прочитам. Навивачко камено доба. Мислам дека овој наслов на Живко Павлов, ете, не е класичен спортски новинар, го кажува целиот шлагворд на ова што не се случува. А ако 92 сме пишувале навивачко камено доба, асоцирајќи на меѓусебни пресметки, тепачки, навреди на навивачки групи, ирелевантно е кои се навивачките групи. Апсолутно. Да не навлегуваме од тоа. Не, ама ова вака, значи, пред да го прочиташ ова навивачко камено доба, значи, многу чудни работи се случуваат. Само последнава оваа фудбалска сезона, овие неколку месеци, ние сме сведоци на неколку ситуации меѓу навивачи. Нели, например, навивачите на Вардар сега, комитите, дошле на надпреварот во Битола на Еврофарм Пелистер, да ги бодрат вардарциве, дошле на времено, а се пуштаат на стадион на полувреме. Сега, тоа, значи, комитите не ги пуштаат на време на стадион. Ние знаеме... Не е 8 само тоа. Не, точно сакам да кажам. Ние знаеме, на градски стадион Вардар играше со Тиквеш, како се викаат Лозари влегоа на полувреме. На ракометниот надпревар во салата Јане Сандански, навивачите од Битола влегоа надпреварот се играше. Имаше директен ТВ пренос. И сега, значи, тоа се прави од безбедносни некои причини, навивачиве доаѓаат на полувреме, за да се спречат инциденти. Еве сега сакале да спречат инцидент, значи никој не ќе да има инцидент. Јас многу верувам на оние наши безбедносни структури што се околу стадионите и се радувам кога ги гледам.
Значи сите се тука за да спречат инцидент, да се помине кој што треба. Сега вамо имаме инцидент каде што навивач со редар, мислам дека е редар или дел од обезбедувањето на Пилистер, а меѓу нив многу си чудно, меѓу нив стои специјалец. Значи, До кај оди ова камено доба? Работава е стигнато до таму човек да не знае како сето ово да го искоментира, дури да не знае како да заземе став, дали да критикуваш, дали да фалиш обезбедување, дали да се чудиш, да се држиш за глава, кај сето ово оди. Ако можеме да кажеме обезбедување да фалиме. И 2 години, ако ние се препелкаме во една работа, изборуваме за се едно исто. Имаше инцидент на Гоце Делчев, влегоа навивачите на надпреварот Победа Силекс. Председателот на фудбалскиот клуб Силекс, Власто Савески, остана без дел од окото, имаше повреден вид. Ова е се сеќам. поламно. 94-та Ако година. заборавивме на Тиквеш сега бе, кога влегоа Тиквеш Вардар. Кавадарци нели влегоа на теренот. Ги нападнаа дел од раководството на Вардар. Значи, Брегалница, Осогово Брегалница во Кочани, фрлање камења преку пругата, инцидент внатре. Па добро, види, значи Ајде на ракометот, кога беше која година беше, веќе се заборавив, 2000 нокаутиран Гунар Прокоп австрискиот овој. на теренот на сред Кале беше послан као патос. Заедно со комета Ѓорче Петров, со репрезентација беше казнет, да не грешам сега, 2 години или не знам колку време не смееше да се надпреварува во европски купови поради нокаутот на Гунар Прокоп во Кале, на сред Кале. Неодамна пред месец дена немаше инцидент на кошарката? Го гледавме по порталите. Сега имаше инцидент на кошарката, малку после ова пратиш кошарката пред 2-3 дена на Чаир. Сега имаше на Чаир инцидент повторно. Значи навивачко камено доба, ова што го напишал Живко Павлов, 92 година, еве го бројот, Тони Мицевски и Љупчо Марковски од дуелот во Битола, еве ја датава 11 март, 18 март. Па добро, ништо не научивме низ годиниве. Дали можеби треба да се донесат поригорозни закони? Можеби треба поригорозни закони. Ајде да споделиме малку ние двајцава наши искуства, лични ситуации од европски, светски првенства, финалиња Лига шампиони во овој контекст кога се прашање навивачите, па да се вратиме на домашен терен повторно. Ајде. Нагоре високо, надолу длабоко. Ги сакаме навивачите на трибините, не можеме без навивачи. Од друга страна, проблеми со навивачите пред, за време, по надпреварите. Имаме една приказна овдека, ќе ни ја раскажеш за Њукасл, кој знае која година. Мора нешто да се превземе. Значи мора да се сериозно размисла. Нешто мора да се. Добро го кажа ти, тоа е, не можам да кажам нужно зло, него неопходен чин, неопходен елемент, компонента од сите спортски надпревари се навивачите. Нема смисла без тоа. Ама сме играле двајцата спорт. Не можеш без навивач. Тука, ако за нешто немам дилема и ако за нешто имам став, тоа е дека без публика, без гледачи нема спорт. Нема. И релевантно е навивачки групи, патувања, организација, обезбедување, полиција, кордони, кафези, тоа е се друго. Збориме дека без тоа не. Едно моје лично споделување, кое ден денес го паметам, кое има некоја димензија и кое можеби покажува како работите се решаваат или како треба да се обидеме да ги решиме. Наставно се случува на Европското првенство во фудбал 1996 година во Англија. Не повеќе од 10 години по оној драматичен настан на Хейсел, кога изгина стотици навивачи. Падна трибината? Не. Кога имаше стампедо, луѓето беа згмечени, не можеа да излезат, се прекина финалето на Лигата на шампионите, не се играше, Ливерпул играше и така натаму, помалите не се сеќаваат, повозрастните паметат. Се воведоа драстични навивачки мерки за навивачите во Англија. Железната леди, господјата Маргарет Тачер, премиерот на Велика Британија, го воведе тоа, го истера до крај, донесува закон и на хулиганите во Англија, кратко кажува, ми се стави крај. Чи не можеш да влезеш на терен и да правиш инцидент. Сега, ја кратам приказката, не сакам да избегам од акцентот.
Англичаните тоа продолжија да го прават надвор од фудбалските терени, бидејќи крвта им врие, се мешаат шкоти, ирци, велшани, италијанци, не знам, од Европа, така е. Таму во Велика Британија е малку специфична ситуацијата кога се нациите и националните во прашање, а сите се великобританци, односно под Комонвелтот и под царството. И сега во Њукасл го следиме надпреварот Романија-Бугарија. Завршува надпреварот, Сент Джеймс Парк е качен горе на рид во Њукасл, се симнуваме доле лека полека, заврши надпреварот и нормално гледаме да се освежиме во некој од познатите англиски пабови. Пред самиот паб, пред наши очи, гледаме една масовна тепачка, најно можеби 12-15 навивачи. Полупијани или даска пијани, се тетараваат меѓу себе, се удираат, се влечат, паѓаат по земја, а поентата е дека околу нив имаше едно полицајско комби, меѓу време дојде уште две и се наредија најмалку помножено по 2 полицајци. Ако се тепале 10 души, имаше 20 полицајци. Ги прекинуваат нешто? Не. Тоа не можам, ги затварам очите, не можам да ја опишам таа гледка да ја разберам. Полицајците ги ставија вака раците, со оние за зборување, како се вика? Да, токи-воки. Со оние капите англиските. Ги оставаат да се тепаат. Ги оставија да се тетерават и да се тепаат во круг полицајците обиколени над нив. И тоа јас лично го гледав најмалку 2-3 минути. И легна на навивачите. Пред пабот, 5-6 метри пред влезот на пабот. Плочник вака, павер плочник. Тука луѓе нешто си стојат таму 10 метра потргнати, полицајците ги заобиколија во круг. И сега што? Легнаа после тепачката, диша со искинати кошули се, само слушнав едно свирче. За 30 секунди сите навивачи беа спикани од трите комбиња, уште за 30 секунди трите комбиња ги немаше. Тој што доаѓаше после нас, немаше представа дека имало такво нешто. Јас се прекрсти вака, 3 пати. 3 пати се прекрсти, влегов во пабот и се напив пиво. Значи, немам објаснување и коментар за ова, кажувам што сум видел, што сум доживел. Нели беше нешто слично? Ај сега кажи ти за Швајцарија. Па да, слично беше 2008 година во Швајцарија на Европското првенство во Цирих. Во Цирих беше, мислам, дека се случи. Два случаи имам во Цирих и во Женева. Не, во Женева беше тоа со другата што го фатија. Во Цирих група на навивачи, веќе не се ни сеќавам од која репрезентација беа, тоа цело европско го гледавме, не памтам кога го гледавме. Холандјаните беа. Холандјани ли беа? Собрани од Цирих, они меѓу себе, они не се тепаа нешто, они почнаа да бидат гласни, бучни, да викаат нешто така и само додека чекавме воз. Ги заобиколија. Не, двајца полицајци беа. Ако добро памтиш, дојдоа двајца полицајци со вучјак. Да. Едниот полицајец од едната страна и тоа вучјакот маска. Тоа беше претходница. Не ги сопреа само. Ама не, овие муабетот ми е дојде еден полицаец со маска, со вучјакот, со маска, друг полицаец. Они вучјакот ќе ги јаде, со маска вака стои вучјакот и ги гледа. Они се смирија пред да дојдат другите полицајци. Така беше. Ако му извадат маската на вучјакот, што се деси работава. Толку, мислам дека не ги спроведоа само во воз, пратња некоја има, ги спроведоа воз, не ги апсеа тука, не ги ништо. Малци ги почекнуваа вака, ајде, кордони направија. Да, кордони направија, ги спуштија во возот. Поинтата е дека никој од навивачите не крена после глас, нити крена рака, нити се бунеше како го полицајците направија кордонот и влегоа во возот. А полицајците или джандарите, овие вторите што дојдоа, не беа баш така голи со вучек, него беа малку поспремни. Вака сега, значи за да се разбереме, ние двајцата на чисто да сме. Не е поентата, секогаш имало и ќе има навивачи, расположени, поднапиени, развеселени, налутени, изгубиле. Секогаш и секаде имало и ќе има. Поентата е, не може ни навивачите да бидат, како се вика тоа, топовско месо или како се вика, да се удира врз нив. Апсолутно. Зошто? Има хулигани. Само дигресија, никогаш на моите 9 светски првенства, ќе објасним во Америка 94-та, не сум видел и на европските првенства, а ти дали си видел, имаш 4 помалку од мене. Не. Значи, да се тепаат навивачите,
Туку така, ајде да кажам. Значи во Женева, кратко кажувам, во Женева пред нас се посомневаа дека нешто носат 2-3 беа. Во Женева, Португалија, со кого гледавме Ја таму гледавме Европска. целата акција. Ја имав снимено целата акција. Целата акција полициска. Роналдо играше за Португалија. Така е, Роналдо играше за Португалија, потоа памтам. Со Мишел бевме заедно, со Мишел Стомановски заедно Тодор бевме. Стемановски беше Мишел. Дојдоа, се посомневаа дека има нешто кај нив, дојдоа, и тоа нежничко, ја дури се чудев. Нежно, дигнете ги рацете на колата, ги дигнаа рацете, так, ги проверија, Ама слуша, им ставија лисици и си ги ставија. Поентата е дека не сме виделе никаде надвор насилство од некој друг врз навивачи. Не може вчера господинот што го има денеска по сите социјални мрежи, секаде, тој што го удира навивачот на Вардар, преку специјалецот, тоа туку така да помине. Без разлика од другата страна, нека беше и Чкембар, нека беше и Паткар, не и зборуваме Рибар, за и тоа. не знам што да Не беше. зборуваме за чинот, не се битни Значи, навивачите. што Тоа е направи, тоа. многу сакам Така да е, знам. така. Јас сум, и двајцата сме, и сите нормални луѓе што сакаат спорт, се против насилство Апсолутно. врз секого, и врз на терен, и надвор од терен, и на трибини. Но да дигаш рака на било кого што дошол да гледа надпревар, Туку ако така тој не некој не е наштетил на околината, не го прекршил законот, не се Ќе спротивставил. те дополнам, убаво зборуваш, само да те дополнам, бидејќи имам повеќе искуство, не дека сум Апсолутно. читал. Се сеќавам во не бе присутен, меѓутоа го читав тоа, на светско првенство у Франција во Марсеј, или европско беше, сега се бегам, кога русинот, кога англичанецот не сакаше да го соблече дресот и го истепаа другите навивачи. Значи не полицијата, другите навивачи го истепаа бидејќи не сакаше да го соблече англискиот дрес. Знаеш што се случи после со тие? Енде. Толку, крај. За навивачите, за другите. Значи не паметам Еве сега, обезбедување, полиција. знаеш, сега имаше една ситуација во моментов ми текна. Сега ја видов вчера завчера. Звезда Партизан. Кошарка во Белград. Да. Кошарка. Еден од дечките од Партизан, како си прескокна од таа страна, од нивната страна, го претрча теренот и се упати на кај звездашиве, на нивната трибина. Дојде до подтрибинскиот простор, сега го гледа. навивачи. Да. Која му беше поентата на дечкото, он си знае. Дали е провокација, дали сакаше да влезе, дали беше напиен, дали сакаше да се пресмета, не знам, не е поентата таа. Дечкото дојде до оваму, се излегува полицајците што обезбедуваат тука долу. Значи нежно како да им е најмилото детенце на свет. Ама чекај. Си го гучна, ајде дете навака. Си го спроведува. Па гледаме на телевизија. Гледаме на Па телевизија. гледаме си истрчуваат и на теренот долу за да се сликаат со познативе фудбалери. Така е. Ке никој никого и не бегаат, тепа. ги трчаат. Ама никој никого не тепа Ами, бе. ќе осопне да го собори. Так, и ќе го земе, ќе го фати, дури ни Финалето во Русија, Франција, Хрватска. На Да. дождот. Ау женските што истрчаа, сега се сетив. Се Јас сетив, бев да. сведок на финалето. Да, женските, да. Женските се маскираа, у униформи професионални, со шминки, со легитимации. Дури не сум сигурен има кодови за да го пробијат системот, таму не те проверува, Добро, добро. него имаш код, влегуваш. Добро. Да, они зелено ама светло излезе и за нив поминаш. дека они се познати по тоа дека правеле така нешто, ама Така поентата е. излегува на терен, никој ништо ги зема, може да ги прива, да ги опсат, да ги казнат, да ги Ги санкционираат. одраа парично и им Епа. забранија влез на стадион. Епа дали е Тоа... тоа Епа не им го, полицајката не им го тресна пендрокот од глава, оти влегле на финале на светско првенство. Ама дали е тоа што треба кај нас, можеби, еве ќе имаме нова фудбалска влада за 10, ма нема помалку од 10 недела. Значи, ќе се соберат, ќе се состанат, ќе видат. Добро, еве еден тоа- апел. Тоа не го решава фудбалската влада. Ама Со може закон да се биде, решава. ама види, може да биде да предложи на терените така, се случува. Така, да. Значи да побара. Добра, ако шаркари што ќе прават? И они ќе предложат. Ма сите имаме Ама, Министерство за спорт кој што пази, ова е во интерес на спортот. Во интерес на спортот е да останат навивачи, а да се санкционираат. Министерството за спорт апсолутно ќе даде поддршка на тоа ако има таква иницијатива за Другото, таков знаеш закон. ли што сакам да Тоа не е кажам, спорно. дека ќе се вклучат повеќе релевантни институции, тела, Тоа да, не знам тоа што, да. кои што мора да донесат
построг закон за кршење на законот, секој соодветно да одговара. Не е решението нема навивачи. Не е решението нема навивачи. Кој се огрешува спрема законот, ќе си одговара. А ваква ситуација, како овој го дотичен господин, што вчера пред излезната врата таму прави, нека си се маце замислат органите, нека видат што се случува, како се случува, може би имало од другата страна нешто, ние не знаеме што било претходно. Тоа не е добро во било каков случај и не треба подетална анализа, не треба да се случува. Тоа е заклучок. Жално е што денеска зборуваме за вакви теми пред 2 недели кога заврши првенството во првата македонска фудбалска лига, 2 кола без публика, ние бевме први кои што викаме, не е убаво без публика, греота е. Сега овамо со публика не е убаво. Значи македонскиот спорт не тера како што треба. И како беше овој насловот од господинот? Како се беше насловот? Навивачко камено доба. Значи не ни треба никому навивачко камено доба, ако било пред 30 на години ова камено доба време да почне да завршува. Навивачко камено доба. Прочитай го вториот пасус сам. Кој пасус? Овој да? Овој да. Ајде првите два прочитай. По заминување на армијата од Републикава, најпосле македончето ги покажа забите, или поточно пред телевизиските камери докажа дека може да војува, голорако. И се би било во ред, ако не е во прашање старата болка, меѓусебното пиштење. Епилогот е познат, 10 искршени глави и прекинна надпреварот Пелистер Вардар. Ова е за фудбал, Пелистер Вардар. Тоа да не влегуваме во други, има многу примери живи кои што сме биле присутни, го спомна Гунар Прокоп ракометот. Еве имаме во кошарката инциденти често сега со Чајров кошаркарскиот клуб, не знам што планираат од кошаркарска федерација. Мора нешто да се решува, да се преземе, значи не може осудувањето. Еве ние ќе го осудиме наставното битово. Други ќе речат ние делумно го осудуваме, делумно го поддржуваме, имamo провокација. Трети ќе речат, секогаш било така. Трети ќе речат, не се случи тоа во битово, во Кавадраци беше исто. Значи, генерално, проблемот треба системски да се реши, не парцијално. Проблемот системски да се реши, со закон, со забрана за присуство, со уредување, како можеш, како не можеш на фудбалски терен. И на кошаркарски, на ракометен, и на тениски, на секаков терен, не само на фудбалски терен. На Лужник имаше 80.000. Немаше ни едно скршено столче. На Лига шампиони 2008. 2008 Ете како добро се сеќавам. 2008 година, финале Лига шампиони, Манчестер Юнайтед Челси. Бевме двајцата. Манчестер Юнайтед со Кристијано Роналдо, Челси со Тери на пенали. Џон Тери на пенали се играше. Продолженија пенали и заврши пресконференција се и јас излагам, тука беше прес центарот, беше одма до вака една врата и излагаш на стадионот. И ја велам ајде сакам да го видам Лужники празен како е, се исчисти навивачи се. Работеше прес центарот до Саваре до 4. Да, и излегувам на стадионот да го видам, баш што таа желба да го видам Лужники 80.000. Стариот Лужники празен сакам да го видам без навивачи. И излегувам и стои еден полицаец тука, кај што ја излегувам, стои полицаец, возрасен човек. И сега руски се подразбираме некако. И вика, нешто ви треба? Викам, не сакав да сликам, да го видам стадионов каков е. И он вика, каков е? Ова е Русија, ми вика. Колку имаше овдека навивачи на Юнайтед? Колку имаше овдека навивачи на Тоттенхем? На Челси, леле, све го грешам Тоттенхем. На Челси. Дали има искршено столче? Пишете таму во Македонија, дајте извештај на Лужники по 2 навивачки групи од Англија. Нема скршено столче. Ете тоа е Русија, ете тоа е Англија, законот што го донела, која беше таму. Нема играчка со тоа. Нема играчка со тоа. Да се одјавиме толку од нас за вечерва. Ако нешто другото сакаш да порачаш, без навивачи, без гледачи, без публика нема спорт. Меѓутоа, мора закон, уредба за однесување и за меѓусебна почит и за санкции оние кои не го почитуваат тоа. Друго чаре по мене нема. И не може пендракот да игра туку така затоа што на некој му текнало дека му се удира. Апсолутно. Пендрак не удира надвор, се знае кај удира пендракот. Бидете поздравени, кликнете лайк, кликнете subscribe,
ви најавуваме многу интересни емисии пред новогодишно со гости во студио, интересни гости.